بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, зашто само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавато селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Аллах Джелешану вети дека ќе ги помогне на верниците. Даде заклетва дека помошта од Аллах ќе биде секогаш со верниците. Доколку овие се во границите ги чуваат границите од Аллах Джелешану. Ги чуваат тие наредби и забрани кои ги даде Аллах Джелешану. Затоа на никого да не го обвинуваме за нашиот неуспех, за нашата слабост, за нашите недостатици и за нашето недобро нешто што го гледат другите и ние што го гледаме ке себе си. Ова е последица на нашето грешење, на нашите слабости, на нашите мани и пропусти. Секој ден од нас треба да каже дека јас сум крив за ова што ми се случува од мене. Во време на Омер ради Аллаху ан имаше пуштено една група во една битка. Заврши ова битка со победа за сахаби. Кога дојде еден пратеник, ке Омер ради Аллаху ан го пушти да му каже дека победија. Омер ради Аллаху ан му рече кога почна битка. Му рекоа битка почна рано во саба. После саба одма. Рече кога заврши битка? Рече во вечерните сати. Омер ради Аллаху ан почна да плаче. Му рече овој сахаб не му беше јасно, че зошто емирул муъмини, зошто плачеш? Рече, не победуваме со сила, со број. Ние победуваме со грешењето на нашиот непријател, со нивниот куфар што го имат ке ниве и со нашето негрешење спрема на Аллах Джелешану. Ова толку влекување на ова победа е себе нашите гревови што ги имаме. Вака гледаше Омер ради Аллаху ан на ова битка, на оддолго увлекувањето на победата на овие сахаби во ова битка. Значи виницата е падаше ке себе. Така и ние секој ден. Зошто немаме успех во наш живот, во наша фамилија, во наше даве, во наше повикување, во наш труд за овај ден, зошто немаме да се вратиме секој ке себе си за нашите мани, слабости, недостатоци, за нашето грешење, за нашето прење на теа грешење како да не е ништо, за тие гревови кои ги правиме секојдневно како да не се ништо. А сахаби велат мал грех. Муаз ради Аллаху ан пренес вид во време на пегамберот селам вели кога ги гледавме малите гревови како на бардо на планина што секој момент да не уништи. Вака ги гледале сахаби малите гревови. А денеска ние на многу поголеми гревови не обрнуваме внимание. И затоа ахвалот, затоа ситуацијата е ваква, затоа немаш послушност од твои деца за тебе. Затоа твоја жена не ти е послушна, тебе сахаби велат и халицата, нивна кој, нивната камила, нивното деве кога не му била послушна на ними, кога му бегала, кога не слушала наредби, велеле ова е поради нашите гревови. И затоа да се вратиме на Куран. Куран лек за све браќа.
Решение за секој еден наш проблем денеска, им фиради посебно, фамилиарно, како джемат, како заедница, како умет, имаш во Куран. За секој еден проблем имаш решение. Во суннето на пегамбар алейхиссалам имаш решение. Во таа сира на пегамбар алейхиссалам. Денеска ние сите повиквиме акида. Без човек да го научи животот на пегамбар алейхиссалам, да научи како ова акида, како ова верување изгледа во пракса. Теа е како некој инженер и доктор само да учил теорија без да знае пракса. Пегамбар алейхиссалам гарантира за негова генерација, за следна генерација и за после таа трета генерација, за овие 3 генерации гарантира за овие 3 генерации. Кажа дека се најдобрите луѓе што се појават во дујна. И треба и ти добро да ја научиме животот, сирата на овие луѓе, на овие први генерации од кои Аллах е задоволен, за да знаеме како изгледа таа акида во пракса. Како изгледа теа нешто во пракса. Само еден пример. Денеска на муслимани, на верници, на джемати, на ум, цел, го заплашве со сила. Ги заплашве со сила. Лек за ова нешто еден курански ает. Лек за вака кога те заплашве за твојот иман, за твоето верување, само еден курански ает и заврши ова заплашување за еден верник. Во време пегамбар алейхиссалам го учевме таа нешто во ова сира кога зборувавме. После битка на Ухуд се собраа Курейш и трнае во Медина, сакаја да трне, да го уништи на пегамбар алейхиссалам на сахаби. Пушти по едно кафиле, еден караван, му рекве, кажу на Мухаммед и на неговите војници дека му идеме со војска да ги уништиме. Кога дојде ке пегамбар алейхиссалам и ке сахаби, кога му дојде вест дека Ебу Суфјан со цела којњаница иде во Медина директно да ве уништи на вас. Сахаби што рекве? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. И кога луѓето му рекве на ними, плашете се, виде голема група на луѓе што ќе ве уништат на вас. Плашете се од ними. Како денеска ни. Ко сака да го заплаше, не, плашете се. На ними вели Аллах желешану само му се зголеми иманот. Иманот му се зголеми и рекве хасбуна Аллах ва ни'мал вакил. Каков помагаш, каков поддржуваш е само Аллах желешану, доволен ни е на нас. Вели улема, тефсир на ова, секогаш кога еден човек падне во такво големо искушение од Аллах. И негови последни зборови се хасби Аллаху ва ни'мал вакил, доволен ми Аллах како помагаш и наслонаш. Очекви излез од таа тешкотија секундарно. Фенқалебу би ни'мати мин Аллахи ва фадли лем јамсесхум су ваттабау ридван Аллах. И велите Аллах желешану и тие вели, кога го реква хасби Аллаху ва ни'мал вакил, се вратие со победа. Се вратие со нијамети и благодети од Аллах желешану, не ги допре на ними никакво зло. Никакво зло не ги шепна на ними. Со давањето од Аллах желешану се вратие како победници. И да бараме секогаш за секој една наш проблем, решението го имаме во Куран. Веќе да читаме Куран со размислување, со тедеббур, да мислиме, а не како Аллах вели, зарем тие читат Куран или на нивни срца имат катинари. Акфалуха, имат катинари или на нивни срца тие. Доволен е Куран за еден човек да се упати. Доволно е човек да гледа во животот на пегамбар алейхиссалам за да разбери, и во живот на сахаби, за да разбери што акида во пракса. Продолжуваме со дерсот каде застанавме прошлиот пат и ова ќе биде последен дерс од тој ланец на предавања животот на пегамбар алейхиссалам. Зборувавме многу во овие досегашни зборувања, или сепак рече ова досега што го зборувавме овие дерсови, само една скратена верзија на животот на пегамбар алейхиссалам. Ова е скратена верзија, ани за тоа колку има да се зборува за животот на пегамбар алейхиссалам. После таа битка на Тебук, пегамбар алейхиссалам се врати во Медина. Пегамбар алейхиссалам ова значи беше многу блиску до време од хаџ. Пегамбар алейхиссалам пред да излезе во Тебук планираше хаџ ова година, али му кажа на сахаби дека го одложи хаџот за идната година, иншааллах. Им го прати на Ебу Бекир радијаллаху ан да види како емир, како водач и 300 сахаби да извршат хаџ во 9-та година по хиџра. 300 сахаби. Ебу Бекир радијаллаху ан тргна во хаџ одма после ова битка на Тебук, тргна со 300 сахаби. По пола пат го стигна Али радијаллаху ан. Пегамбар алейхиссалам го пушти на Али радијаллаху ан да го стигне. Кога го виде Ебу Бекир му рече: "Ја Али, ентел емир ау мамур?" Дали си ти емир, дали те пушти пегамбар алейхиссалам да ни бидиш наш водиш во ова патување, или само еден од тие хаџиите ќе бидиш ти?
Рече, не ме пушти пегамбер сам да бидам само еден од тие што ќе го прават овој хадж и ме пушти со цело суре Тауба. Почна ова суре Тауба да се објави во битка на Тебу. Почне неколку ајати, додека се вращаше пегамбер алейхи салам од Тебу и кога овој хаџи замине, се објави комплет цело суре Тауба. И пегамбер алейхи салам го прати на Али да му го пренесе на сахаби и да му го пренесе на мушрици во Мекка ова суре. Хукмот кој му најве мушрици. Ебу Бекир ради Аллаху ан замине со овие 300 хаџи во Мекка, направија таваф хаџ. Сите тие обреди и прописи што се во хаџ, денот на Бајрам, пред тоа кога заклаја курбани, кога направија Бајрам намаз, Ебу Бекир ради Аллаху ан јавно му кажа дека после ова година не смеј да има мушрик во Каба. Не смеј да прави таваф мушрик во Каба, зашто и во ова година имаше мушрици што правеа таваф уште во Каба и без облека и без све на ними правеа таваф. Пегамбер сам ги пушти оваа група на сахаби да му дадат до знаење дека од наредната година нема да има право ни еден мушрик и му каже хукмот на тие мушрици дека нема џенне за ни еден мушрик и сите тие прописи што се за тие мушрици во ова суре го читаше Али ради Аллаху ан цело ова суре после Бајрам го слушаа сите мушрици и од оваа година немаше повеќе ни еден мушрик што дојде во хаџ. Пегамбер алейхи селам после овој хаџ, што го направи овој сахаби 9-та година во хиџра, многу племиња дојде да примет ислам. Многу. Сите цел арапски полуостров, цел Хиџаз, голем дел, дојде да примет ислам пред пегамбер алейхи селам. Едно од тие племиња беше Бену Ханифе, од кое племе како војџа беше Мусејлем ел-Кедаб, овој, и што во ова време побара од пегамбер алейхи селам да го прави него ортак, во посланството, ова е мушриков, ова е лажго. Мусејлем ел-Кедаб, Мусејлем е лажго, Пегамбер само му објасна дека тој пегамбер е динов, немој тоа со ортак лак, нема тоа, Аллах џелешану избират кого сакат. Тој се врати, кога се врати од ова не прима ислам и почна да полагат посланства во негово место. Дојде една група од Хиџаз на свештеници на Несара, на кршćани. Дојде ке пегамбер алейхи да се распрашуваат за овој дин. Поставија многу прашања, едно од тие прашања беше кој е Иса алейхи селам, што велиш ти за Иса алейхи селам? Аллах џелешану во овој момент му објави курански ајет, каде вели Аллах џелешану примерот на Иса алейхи селам е како примерот на Адем. А Адем го створи од тураб, од прашина. И тие не беа задоволни од овој одговор на пегамбер алейхи селам. И му рекли, ние ти се заканвиме на тебе. Дека ова не е точно ти што викаш дека си посланик. Пегамбер алейхи селам Аллах џелешану му објави курански ајет, мубахале, да правиме проклетство на нас. Рече, утре да излезиме во мејдан, јас со моја цела фамилија и вие со ваши фамилии. И да бараме од Аллах џелешану проклетството да падне на тие што лажат. Аллах да ги уништи. Следниот ден пегамбер алейхи селам зеде негова породица, зеде Хасан и Хусеин, Фатима ради Аллаху анха, негова черка и тргна во овој мејдан. Кога го видве Несара, дека пегамбер алейхи селам озбилен, дека не лажи, како ними, тие го прекинае ова нешто. И се вратија назад, се вели дека голем дел од ова племе прима ислам, овој голем си останае во нивни куфар. Во ова година, 10-та година, пегамбер алейхи селам го пушти на Муаз ибн Џебел во Јемен. Му нареди многу работи како да се понашат таму. Прво нешто таухид. Ако го прифатат таухид, после намаз, зекат, пост хадж. Прво таухид, да го пред Аллах џелешану дека еден единствен. Ювахидун Аллах. Да го пред еден единствен дека нема не заслужи други никој ибадет да му се прави. И му рече на Муаз ради Аллаху ан, може би кога ќе се вратиш назад нема да ме видиш повеќе. Ќе поминиш покрај овој месџид и покрај мојот гроб. Тоа Муаз почна да плаши и го разбра на пегамбер алейхи селам што сака да каже. Пегамбер алейхи селам 10-та година објави, пушти по сите цел Хиџаз дека пегамбер алейхи селам ова година ќе прави хадж. 10-та година по Хиџа пушти селам до сите кабили на племиња дека пегамбер алейхи селам во ова година ќе прави хадж. Се собра
само пред 2 години, значи 8 година, негде по хиджа, Фетхул Мека, кога отвори Мека, пегамбер алейхи селам, кога освоја, имаше 10.000, како кажавме, сахаби. Во Хаджатул Вада, само 2 години после ова, над 124.000 асхаби имаше во Хаджатул Вада, во овај последен хадж, први последен хадж на пегамбер алейхи селам. Се собрае тие сите 124.000 сахаби. Дојдве во Мекка, направија сите обреди од хадж, пегамбер алейхи селам ја направи таа проштална худба, голем говор, многу јасни зборови. Во ова време се вели дека беше објавен ајатот дека ел јауме акмелту лакум динакум, и денеска ја усовршивме твојата вера и сме задоволни ислам да биде ваша вера, да биде твоја вера ислам. После ова пегамбер алейхи селам се врати назад во Медина. По само враштање, пегамбер алейхи селам почна да осети слабост. Бе во едно џеназе, мало надвор од Мекка, го клана ова џеназе и пегамбер алейхи селам прво во ова време осети голема слабост во негово тело. Кога се врати од ова џеназе, почна да се зголеми таа болест ке пегамбер алейхи селам. Еден ден го разбуди на Муајхибе, беше еден од измечи на пегамбер алейхи селам, еден од сахаби, и замина во брдо Ухуд, каде беа закопани тие шухада од Ухуд, правеше селам на ними, правеше дуа, му рече на Муајхибе, пегамбер алейхи селам дека ова ми е наредено од Аллах џелешан да дојдам, да се простам, да се збогувам со еве. Потоа во Бакија, гробиштата во Бакија, исто таму правеше дуа. Зове сахаби кој што беше нивните мезари во ова место и му кажа на Муајхибе, пегамбер алейхи селам, дека ми е дено да избирам од Аллах џелешан, да останам во дуња или да се преселам во ахирет. Неколку сакам да останам во дуња или да се преселам во ахирет. И му рече пегамбер алейхи селам, ја избрав да се преселам во ахирет. Муајхибе му рече, ја Расулуллах, зошто не останиш овдека, рече, уште? Зошто не останиш со нас? Не сака сахаби ова нешто да се деси. Кога се врати од ова пегамбер алейхи селам, почна болеста уште повеќе да му се зголеми. Имаше голема температура и треска пегамбер алейхи селам. Иако во вакви моменти пегамбер алейхи селам ги бреше зиере сите негови жени, на која беше вечер, одеше во нивни куќи. Али кога се зголеми негова болест, се собрае жени и му рекоа, Расулуллах, ми како да чувствуваме дека ти сакаш да видиш кај Аиша ради Аллаху анха, да рече, и последното време го помина во куќа кај Аиша ради Аллаху анха. Многу често Али ради Аллаху ан и Фудеј ибни Аббас, мој синот Аббас Фудеј, го носе на пегамбер алейхи селам со нивни раце, а пегамбер алейхи селам, веле сахаби, правеше траги во земја од негови нозе, не можеше да ги движи. Пегамбер алейхи селам, четврток, 8 Рабиел Ауел, ден во кој пегамбер алейхи селам клана сабах, полден, икиндија и акшам во џемат, како имам со сахаби. За јација не можеше да стане. Проба да стане, пат беше. Проба да стане, пат беше, не можеше да се движи. Му рече на Аиша и тие што беа околу него, кажете му на Ебу Бекир, има 3-4 пати, пат беше во кома, ни стане и падне во кома, во несвес. Кога се разбудеше, дали помина намаз? Му веле, не, Расулуллах, те чекаме тебе. Бараше вода, ладна вода, за да се намали таа температура, али повторно пробвеше, не можеше 3 пати вака и сите 3 пати му ги праша дали помина намаз. Му веле, не, Расулуллах, те чекаме тебе. Не сакаше да, многу да се одолгви со намазот и му рече, нека излезите Ебу Бекир ради Аллаху анха. Нека ме замени како имам. Аиша ради Аллаху анха, и уште во овој момент, рече, ја Расулуллах, мој татко рече, ти го знаеш него, кога почне да учи тој Куран, ќе плаче, рече. Немој да учи тој, ќе плачи, цел месџид ќе плаче. Рече, вие жените сте како жените кај Јусуф алейхи селам, тие, само фитне, вака рече пегамбер сам. Рече, ја ви реков Ебу Бекир. Се вели два ривајати, еден ривајат из негова надвор, него не идве на Ебу Бекир. Ебу Бекир не беше тоа. Излезе Омер. Му рекоа, ти излези. Излезе Омер во мира. И почна, стау, атедилу, исправете ги сафовите, пегамбер сам го слушна глас.
Беше во друга соба. Рече, кој е ова? Рече, Омер. Не рече, Аллах Джелешану сакат Ебу Бекир да биде, рече. Аллах не е задоволен освен да бидете Ебу Бекир сега. Кога му кажа на Омер, тие му кажа на Омер еден сахаб, Унейс, Абдула ибн Унейс, не му кажа дека пегамбер алейхи нареди да бидете Ебу Бекир. Му рече, мајка да те изгуби, зошто не ми кажа дека пегамбер алейхи нареди да бидете Ебу Бекир. После ова излезе Ебу Бекир, овие други деној, 2 деној, се вели дека пегамбер алейхи последно, после ова излезе пегамбер алейхи иштенношка во џамија. Го донесе Али, ради Аллаху аниф оде, беа во намаз сахаби, помина из сафови, пегамбер алейхи сахаби правеа место за да помини, дојде позади. Ебу Бекир ради Аллаху ан, кога виде Ебу Бекир сакаше да се врати и да прекине намаз, пегамбер алейхи му даде ишарет да продолжи со намаз и заврши со намаз. Ебу Бекир ради Аллаху ан. После ова пегамбер алейхи му одржа последна хутба, последно зборување негово. Меѓу другото, парно нешто реше Аллах Джелешану да ги убие, да ги уништи, проклетството од Аллах да биде на евреи и на кршани. Ги зетве гробовите на нивните пегамбери како светилиште. Немој реше да го земате мојот гроб како светилиште и како празник, место каде ќе идете да празнувате. Пегамбер сам, последно васиен беше таухид. Потоа му кажа да нема да се избркат сите мушрици од Джезиратул Араб, од арапски полуостров. Да не се обожава ништо освен Аллах Джелешану во Джезиратул Араб. Намаз, многу пати ги повикваше сахаби за намаз. И рече пегамбер алейхи салам, кому му дужам на нешто на денеска, сум го навредил на некој, сум навредил негова чест, сум навредил него персонално му дужам, денеска рече, нека дојд, нека побарат од мене кога динарите и дирхемите нема да вреде ништо. Во овој говор, во средниот говор стана Ебу Бекир ради Аллаху ан. Прво сахабијани не беше јасен говор што сега да каже пегамбер алейхи салам. И кажа една реченица, рече робот. Еден роб му беше понудено да остане во дујна и да отпатува ке неговиот вечен господар и тој избра да отпатува ке неговиот господар. Ебу Бекир ради Аллаху ан разбра дека ова последно збогување на пегамбер алейхи со сахаби. Стана од во сафови и рече Ебу Бекир ради Аллаху ан, ја Расулуллах, наши татковци, наши мајки и наши тела ја ни во замена за тебе, Расулуллах. Курбан за тебе сведаваме, ја Расулуллах. Сахаби рекале, седни Ебу Бекир, не го разбирае што дека овој го разбра на пегамбер алейхи салам, дека пегамбер алейхи салам ќе се пресели скоро. Рекале, седни. Рече пегамбер алейхи салам, остајте го на мојот, рече, најблизок другар, остајте го, рече. Тој рече, кога сите му ги затвори вратите, не му го отворена вратата секогаш. Дајте му го неговото право, немојме никој да го наградиме за неговото нешто што го има направено за овој ден, освен во суден ден Аллах Джелешану. И стана уште еден сахаб кога пегамбер алейхи салам рече дека што има некому направено неправда да барат сега. Стана Укашете ибн Мухсин ал-Асади. Овој сахаб рече, ена Расулуллах, Расулуллах, имам нешто. Рече, денот во битка на Бедар, кога ги бреше сафоите со твојата аса, ме удри на мене во гради, рече. Сакам да се одмазнам за ова денеска. Сахаби све во бука, во плашење. Тоа разбра ти дека пегамбер алейхи салам се преседи, близу. Стана Али ради Аллаху ан, рече, ја Расулуллах, моје тело на место твое тело, мене нека ми се одмазди. Рече, пегамбер алейхи салам, не, рече, ја имам со него работа. Побарајте асата, рече пегамбер алейхи салам, тој став што ги прави сафоите во битка на Бедар, отидува во негова куќа и зеде таа аса. Рече, бојров ја Укаше. Еден ривајат, ја Укаше, енте леди дауту леху бил дженне, зарем ти за кого ја прев дуа за да бидиш одојне 70.000 што ќе влезат во дженнет без хисаб. И овој сахаб е еден од тие 70.000 што ќе влезат во дженнет без хисаб. Пегамбер сам преше дуа за овој Укаше ибн Мухсин порано и беше примена негова доба. Стана многу сахаби за одмазната да биде на ними. Пегамбер сам ги остави, му реше да ја извади негова кошула зашто ти ме удри. Ја немав кошула. Се впушти Укашете ибн Мухсин, го загарна на пегамбер алейхи салам, почна да го гуши и да плаши. Рече, што те натера нова ја Укаше? Рече, Расулуллах,
сакав последно нешто од ова дуња пред да отпатуваш, да биде, да ги бакне моје усни твоето тело. Па како сака пегамбер сам моје сахабија. После ова пегамбер сам беше однесен во негова куќа. Ова беше последен ден негде кај седи дека беше ова Јаумул Ахад по недела. Дојде Аиша радијаллаху анха ке пегамбер алейхиселам. Се вели секогаш кога идеше Аиша радијаллаху анха во куќа на пегамбер алейхиселам, стануваше пегамбер алейхиселам, одеше, ја бакнуваше во нејзино чело и ја седвеше во место каде седи тој. И обратно кога пегамбер алейхиселам одеше во нејзина куќа. Али овој ден не можеше да стане пегамбер алейхиселам, се наведна и го бакна Фатима радијаллаху анха, негова ќерка Јани Фатима, го бакна на пегамбер алейхиселам. Пегамбер алейхиселам и шепна нешто во нејзино уво, таа се расплаче, потоа и шепна нешто и кажа во нејзино уво, се насмеа. Кога ја прашаа по извесно време зошто така се расплаче па се насмеа, рече пегамбер алейхиселам ми кажа прво дека се пресели во ахирет, ме насекира, а потоа ми кажа дека следна ќе му се придружам за брзо и вистина. Фатима радијаллаху анха само после 6 месеци после смрт на пегамбер алейхиселам се пресели во ахирет. Додека седеше ке Аиша радијаллаху анха, седеше во нејзин скут, дојде Абдурахман ибн Абу Бакр радијаллаху анху, син од Абу Бакр, брат од Аиша, имаше мисвак, сивак во негова уста. Пегамбер сам со ишаре со очи го сакаше мисвакот, го зеде Аиша, го исчисти, го изреза, го накваси со нејзина уста и го разнежна и му го даде на пегамбер алейхиселам. Преше овај мисвак, рече трните ова перде да ги видам последно сахаби, беа во џамија сите собрани, ги виде на сахаби и се насмеа на пегамбер алейхиселам, кога ги виде така собрани, праја еден намаз, се насмевна зашто беа сите за Абу Бакр радијаллаху анху, беа сите на едно место. После ова Јаумул Итнеин, 12 Рабиул Ауъал, 11 година по хиџра, пегамбер алейхиселам се пресели во ахирет, се пресели во скут, во гради на Аиша радијаллаху анха. Бел Рафикул А'ла, ја рече го избрав најголемиот мој пријател, Аллах џелешану, најголемиот мој пријател Аллах џелешану, ни го избрав на Аллах џелешану, така го имет преведено ова џумле, ани ова реченица дека Аллах го избрав на Аллах џелешану, од тоа што Аллах џелешану му даде да избират. Се вели, некои мухадиси велат дека кога му дошол мелекул меут, прво дошол Џибрил алейхиселам, му рекол ја Расулуллах, барат Џибрил алейхиселам, мелекул меут барат да дојде со изив ке тебе. Кога дојде, му бил поставено како на сите пегамбери, дали сакат да живеат уште или да се преселат, или да му рекол мелекул меут, или дујна, или Рафикул А'ла, твојот највисок пријател, најголем пријател. Пегамбер сам во последните моменти бел Рафикул А'ла, него ја го избирам во најдобар пријател и се пресели од ова дујна. Не може да веруваат сахаби, никој од сахаби не можеше да верува дека пегамбер сам се пресели. После толку таа историја што ја помина со пегамбер алейхиселам, тие битки, тие тешкоти, маки и тегоби, не можеше никој да верува дека пегамбер сам се пресели. Еден од тие беше Омер радијаллаху ан, не можеше да верува, го извади негов марш и рече кој ќе рече дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем се пресели во ахирет, ќе го убијам. Рече не, тој како Муса алейхиселам отиде да зборува со Аллах и ќе се врати. Не може да верува. Се додека во еден момент дојде Абу Бекр радијаллаху ан, дојде пегамбер алейхиселам, го отвори негово лице, беше покриен, го отвори, го бакна на пегамбер алейхиселам. Почна да плаши во куќа на пегамбер алейхиселам. Се воздржа од теја, излезе надвор, се качи во худба и рече таа позната реченица: Мен кане јабуду Мухаммеден ва Мухаммеден кад мат. Ва мен кане јабуду Аллаха ва Аллаху хајјун ла јамут. Кој го обожаваше на Мухаммед, нека знае дека Мухаммед е мртов. А кој го обожаваше на Аллах џелешану, нека знае дека Аллах е вечен и жив и не умира. Омер радијаллаху анху уште не можеше да се упорави од тој шок. Едини беше во џамија што седи во нозе, кога
Ебу Бекир почна да ги цитира тие ајати: "Вама Мухаммадун илла расул, кад халат мин qablihi ar-rusul, afa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'a, wa sayajzi Allahu shakirin." Мухаммед беше само еден човек, пејгамбер, како што имаше пред него други. Ако тој бит убиен или умри, зарем вие ќе се вратите по вашите стапалки, тоа на Аллах ништо нема да му штети, и Аллах ќе ги награди тие што се доброчинители, што се захвални на Аллах Джелешану. Велит Омар ибн Аббас, сите велет, кога ги слушаме ова ајетот, Ебу Бекир како прв пат да го слушаме во живот, како да не удри се кајца, падна Омер во земја, во бука, во плашење, не можеше да се земат. Се вели долг период во Мекка владееше вакво несвестница ке сите сахаби, не може да се помире дека го изгубие нивниот учител, го изгубие нивниот водач, го изгубие тој што ги упатуваше на добро и враќаше од зло. Се собрае сахаби, што да праве со пегамбер алейхи селам, не знаеа како да постапат со негово тело, што да прават, дали да го мијат, дали не, што да направат, каде да го закопат. Потоа Ебу Бекир радијаллаху ан рече, го слушнав пегамбер алейхи селам како вели дека секој еден пегамбер каде умре, тува му е на истото место, неговиот гроб беше закопан, па го закопае во собата на Аиша радијаллаху анха, во тој кревет го трна и го закопае. Кога го копае тој гроб, Аиша радијаллаху анха беше тува и молеше: како можете со вашите раце да го копате тој гроб? За кого копате тој гроб? И сахаби не може да го поднесат, али таа мораше да биде. Али радијаллаху ан, Аббас, Вафудеј, овие некои тројца, четворица го гусулија тело на пегамбер сам, го чефинае, му се клана џеназа намаз и се збогува, се простие од нивниот водач, од најсаканото битие ке Аллах Джелешану, рахметен лил аламин, милост за сите светови. Али сахаби продолжие на менхеджот на кој беше пегамбер алейхи селам. Затоа пегамбер алейхи селам, како кажавме во почетокот, не повикуваат на нас, не кажуваат дека ова најдобра генерација, после таа најдобри генерација. Пегамбер алейхи селам пред самата смрт, пред да се пресели неколку дена, спреман на војска и го кладе на Усама ибн Зејд да биде каид, водич на оваа група. После смрт на пегамбер алейхи селам се деси што се деси, го избрае на Ебу Бекир радијаллаху ан тој да биде водич, тој да биде емир, тој да биде халифа на муслимани. Дојде многу сахаби му рекве: ја Ебу Бекир, да го мениш ова, имат 18 години негде кога имаше Усама ибн Зејд во ова време. Рече: ја да го менам. Рече: ја не сум некој новотарац, јас сум само следбеник. Ана лесту муптедиа, ана муттебиа. Ја не сум новотарац, јас сум само следбеник. Пегамбер сам го кладе на овој и овој ќе излези како каид на ова војска. Себе по ова следење на менхеж на Ебу Бекир радијаллаху ан, ова битка се доби, куфар се спремнува за да нападне на Мека во ова време, кога видве со колка војска излегват од Медина, кога видве со колкава војска се излегуваат од Медина, рекве: сигурно имат ишто толку војска внатра и нема да ја нападнеме во Медина. Ова е таа одлучност, ова е таа следење на суннето на пегамбер алейхи селам. Иншаллах Аллах Джелешану да даде разбирање од животот на пегамбер алейхи селам, од ова што досега го кажавме, сите тие мани, слабости, пропусти, грешки кои ги направивме во ова предавање од наша слабост, од шејтан, те што го погодивме од Аллах Джелешану. Иншаллах Аллах Джелешану да не окористи од ова нешто. Иншаллах во наредна прилика ќе продолжиме со животот на сахаби, на табини и табу табини. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирук ва натубу илейк.